Здраво, другарчиња! Јас сум учителката Цоца. Доаѓам од детската градинка Рахилка Гонева од Свети Никола. Јас, дечиња, најдов една многу интересна сликовница и решив да ја споделам со вас. Сликовницата е за едно дете кое што се вика Пеце и да видиме во неа има како Пеце го поминува својот ден. Што прави наутро, што прави попладне и што прави навечер. Текстот е напишан од Владимир Илиевски, а илустрацијата е на Александар Сотировски. Ајде, прво да ја разгледаме сликовницата, да ја прочитаме, а потоа ќе ви раскажам за едно друго дете и ќе видиме што правиме ние преку денот. Денот на Пеце. 7 часот наутро. Низ прозорецот сончко светлина прати. Треба да станам. Пеце веднаш сфати. Се продзева сладко и станува без мака. Новиот ден да го зграпчи тој сака. 8 часот наутро. Со паста и четка запчињата ги мие. Со сапунче уши и лицето го трие. Хигиената половина здравје е. Тој тоа добро го знае. 9 часот предпладне. Сладок појадок приготвила мама. Лепче, млекце и вкусна салама. Брзо лапна се. Уште лепче бара, секогаш е гладен. Тоа е приказна стара. 10 часот предпладне. На полјанка зелена со другарчињата своји. Веселиот Пеце планови за игри крои. Времето е прекрасно. Секое цвеќе цвета. Топката се тркала, високо змејот лета. 11 часот наутро. Преглатнет Пеце кон својот дом ита. Го чека сокче и овошна пита. За нови игри тој собира сила. Вкусната ужина за тоа дава крила. 3 часот попладне. Преморен тато од работа се враќа. Бакнеш и поздрав со своето синче праќа. Ки ми раскажеш ли, тато, приказна една? Немоќен да го одбие, тој на фотејата седна. 4 часот попладне. Изморен Пеце од играта бесна. Поручекот прилегна за починка лесна. Сликовница листа. Сладко тој се смее. Другарството со книгата убаво му е. 6 часот попладне. Звонче звони. Кој ли иде? Бабичка тоа мора да биде. Нестрпливо Пеце да го види сака. Прекрасниот подарок во нејзината рака.
7 часот навечер. Низ собата ширна смеа се лее. Пред телевизорот Пеце седи и се смее. Цртан филм гледа, не трепнува за миг. Мики Маус е неговиот омилен лик. 8 часот навечер. Мракот полека небото го зави. Кога наперниче главата, Пеце ја стави. Низ царството на сништата патува тој, воден од месечко и звезди безброј. Ова дечиња беше приказната за Пеце и за неговиот ден, како поминува денот на Пеце. Ајде сега да видиме како поминува всушност и нашиот ден. Наутро, кога се будиме, најпрво одиме да си ги измиеме запчињата и лицето. Затоа што знаеме дека хигиената е половина здравје. Потоа се облекуваме и сме спремни за новиот ден. Но, никако не треба да заборавиме на културното поздравување наутро, кога се сретнеме со некого, наутро кога станеме, поздравуваме со добро утро. Потоа попладне, после ручекот, може да испаднеме да прошетаме, може да земеме да си ја разлистуваме или читаме омилената сликовница, или пак може да седнеме и да го гледаме омилениот цртан филм или некоја омилена детска серија. Но, попладне, не треба да заборавите дека секогаш поздравуваме со добар ден. Наутро поздравуваме со добро утро, попладне поздравуваме со добар ден. И навечер, кога ќе се стемни, пред да одиме на спиење, повторно се миеме, си ги миеме запчињата, си ги облекуваме пиджамите и си легнуваме да спиеме, да се одмориме, да го спремни и одморени дочекаме новиот ден. Навечер, кога ќе се стемни, поздравуваме со добро вечер. А кога одиме на спиење, посакуваме добра ноќ. Значи, уште еднаш да повториме дека наутро како поздравуваме? Така, добро утро. Попладне, добар ден. Навечер, добро вечер. И кога одиме на спиење, добра ноќ. Браво, дечиња. За задача, овој пат ќе имате убаво да ја разгледате сликовницата и да нацртате кој ви е најомилен дел од денот на Пеце. Значи, имате за задача да го нацртате Пеце во некој дел од денот кој што на вас ви е најомилен. Довидување, мили мои, до следното видување.